Светски ден на хемофилија разговарам, чест и задоволство е пред се да разговарам во продолжение од мојата десна страна. Научен соработник доктор Виолета Дејанова Илиевска, таа ни е раководителка на Центарот за хемофилија при Институтот за трансфузиона медицина во Скопје. Добро утро. Добро утро. А до неја е доцент доктор Даниела Ивановска-Панова, таа е Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство во Скопје. Добро утро. Добро утро. И Мирсат Јахија, лице со хемофилија, но и студент на медицина. Добро утро. Многу теми за разговор. Ќе започнеме со ред со вас, докторка. Ајде вака, што представува хемофилијата? Кои се симптомите, колку често се среќавате со оваа состојба во Македонија? Прво, дозволете ми да ви се заблагодарам за поканата, затоа што за нас од Центарот за хемофилија и од мојата институција денес навистина е празник. Многу убав вовед исто дадовте, затоа што првенствено активностите на нашата институција се фокусирани на крводарителството, меѓутоа многу убав вовед затоа што од доброволното крводарување од собраната крв практично се прават и дел од лековите за лицата со хемофилија и сите останати видови на болести на крварење, односно коагулопатии. Хемофилијата представува наследна болест која што трае за жал во тек на животот. Меѓутоа, многу е добро што денес сме на едно такво ниво на развиена медицина, што лицата со хемофилија имаат таква можност да добиваат современа терапија и нивниот квалитет на живот е значително подобрен и животниот век е скоро изедначен со животот на општата популација, што е многу значајно и навистина ние сме горди што и ние ги следиме тие текови и нашите лица со хемофилија се активни читатели во општеството. Еве со нас е тука денес и Мирсат, кој што е мој иден колега и особено сме горди сите ние на Мирсат, кој што го знаеме од мал и кој што навистина уште од мали нозе пројавуваше интерес за медицината, бидејќи тој е првото дете кое што на 7 годишна возраст неговата слика го обиколи светот, сам се боцкаше и сам си аплицираше терапијата. Така што, значи, Мирсат навистина представува нашата гордост. Кои се симптомите? Најчесто велиме дека станува збор за така наречени зглобни или мускулни крварења. Значи крварења кои што настануваат спонтано, без било каква повреда. Зошто? Затоа што кај оние со хемофилија А има намалено ниво на факторот 8 во коагулацијата, кај оние со хемофилија Б намалено е нивото на факторот 9. Кај нас регистрирани во Центарот се вкупно околу 300 лица со хемофилија од државата? Во нашата земја, бидејќи нашиот Центар за хемофилија, една од основните дејности е регистрирање предходно лабораториска дијагностика на оваа состојба и на сите видови болести на крварење, затоа што има 13 фактори на коагулација, скоро на секој од нив. Има повеќе типови на хемофилија? Да, значи постои, рековме, хемофилија А, хемофилија Б. Меѓутоа, по типот дали е наследна или стекната, значи наследната е таа што велиме дека е вродена и трае цел живот, меѓутоа постои една состојба која што ја велиме стекната хемофилија, која што може исто да бидат зафатени и мажите и жените во тек на животот од најразлични состојби здравствени, меѓутоа доброто е во тоа што тие поминуваат. Например, како се диагностицира? Сите овие состојби, значи велиме има лабораториска и клиничка диагностика. Лабораториската диагностика се изведува со специфични тестови во нашата лабораторија при Институтот за трансфузиона медицина и многу брзо успеваме да ги диагностицираме сите овие состојби, а од особена важност е што нашата лабораторија е достапна 24/7, значи на целиот клинички центар и на сите болници со кои што имаме склучено договор. Така да е многу важно во светски рамки оваков тип на специфични лаборатории за хемостаза и тромбоза, значи не секогаш може да бидат достапни во тек на
целото работно време, односно од исклучителна важност. Важност, да, затоа што важно е вие да имате правилна дијагноза за да можете било кој од клиничарите да започне соодветна терапија. Докторка, ќе зборуваме со вас и за терапиите, претходно да вклучим и доктор Даниела. Годинава фокусот е на тоа дека и младите девојки и жените крварат. Зошто токму фокусот на жените годинава? Треба ли да се подигне свеста дека сепак се случува ваква состојба и кај жените? Да. Да се надоврзам на доктор Дејанова. Најпрво да се заблагодарам за поканата и можноста тука да се обратам пред вашиот аудиториум. И жените и девојките крварат се однесува на хемофилијата, на оние кои што се носителки на генот за хемофилија. До сега беше општо познато дека само мажите боледуваат и така е, бидејќи се пренесува преку X хромозомот. А мажите имаат само еден X хромозом, ако го добијат на раѓање. Да, најчесто и тој податок го најдов. Да, ако го добијат на раѓање со ген за хемофилија, болниот, тие се болни, мажите. А жените имаат 2 X хромозома, имаат резервен еден здрав хромозом. Така да во генетиката, да речеме, на тие жени носат еден болен, еден здрав и се смета дека се здрави, меѓутоа се носителки. Најновите сознанија кажуваат дека постои така наречено стишување, silencing, лионизација се вика тоа, на еден од хромозомите, и ако е стишан здравиот, ќе доминира болниот. Така да и жените покажуваат симптоми на крварење, меѓутоа во помал обем од мажите. А се истражува ли зошто едниот, сега хипотетички под наводници, заспива, а другиот се активира? Не е доволно разјаснето, Мери Лајонс го испитувала тоа и не е доволно разјаснето зошто едниот се успива, а другиот е активен. Тоа е сега најнови откритија се. Она пошто жените се разликуваат од мажите, може да имаат исти крварења, нели, како мажите, меѓутоа менструалните крварења се оние кои што се индикативни и се појавуваат и се гледаат. Што обично се случува? Дали се пообилни, дали повеќе време траат? Што е точно тоа по што се забележува? Да, точно тоа, баш убаво кажавте. Значи, менструалниот циклус може да се смета за витален параметар, како што е дишењето, пулсот, температурата, притисокот, затоа што со своите атрибути кажува многу за здравствената состојба на жената. Значи, прво, регуларност, редовност, дали е редовен или нередовен циклусот. Потоа, промени во однос на честотата на јавувањето, значи редовно, а многу често, исто е води кон искрварување повеќе од потребно. Должина на траење, што е обилна менструација, што е долга менструација, што е количество на изгубена крв, што е болност при менструалниот циклус. Сите тие елементи прават еден мозаик, една слика, која што понатаму се одликува со анемија, ако е многу често, многу обилно, се одликува со анемија, која што води во нарушен квалитет на живот. Доктор Виолета, сега може би е неблагодарно полесно или потешко откривањето кај мажите или кај жените? Некоја дистинкција веројатно во вашата секојдневна работа Генерално и во светот, проблемот е баш и затоа и се даде фокусот оваа година на женската популација, затоа што со години така наречените преносителки, кондукторки на хемофилија, кои што сега веќе постои најнова номенклатура, исто така во зависност од нивото на факторот кој што го имаат, кој што ако велиме дека биолошката активност нормална е од 50 до 150%, доколку тие имаат помалку од 40%, веќе исто така се класифицираат во трите степени на тешка, средно тешка и лесна форма на хемофилија. Значи, сето тоа укажува дека и тие имаат проблеми.
Исто така тоа ние го забележуваме и кај нас. Например, лицата со хемофилија кои што сме ги диагностицираме и знаеме каква форма имаат и тие знаат, имаат соодветен третман, нема проблем. Меѓутоа најголем проблем се тие од женската популација, кои што некои од нив воопшто и не дошле да си го проверат нивото на факторот, или одат да раѓаат, а се уште не го знаат нивото на факторот. Последниве години имаме неколку кондукторки кои што непосредно пред раѓањето доаѓаат, го проверуваме нивото е многу ниско. Во тој случај вие мора да дадете профилакса, односно мора да ги дадете соодветните лекови како превентива за да не дојде до искрварување на при породување. Исто така, една традиционално мислење со кое што се соочуваме, ако бабата имала таков менструален циклус, таков има и мајката и сите викаат, епа нормално е во нашата фамилија жените така крвават. Не е нормално, треба тоа гинекологот и трансфузиологот или хематологот да го проценат дали е тоа навистина така. Токму затоа е денешниот ден, значи да ја подигнеме свесноста кај сите дека едноставно треба да се послуша советот на лекарот и исто така дека сите ние и во текот на годината се трудиме од едукацијата на нашите студенти, специјализанти, на сите наши колеги и вака секогаш кога имаме можност за гостување, значи да се промени свесноста и пристапот. Доколку вие си ја знаете правилната диагноза, колку и да биде тешка, наједноставно и најбрзо ќе бидете третирани. И она што секаде постои, се уште за жал, нели стигмата, стравот, срамот, да се проговори за овие типови на состојби. Не е срамота. Секогаш е подобро сите во опкружувањето да знаат и за женската популација, и за машката со каков тип на болест од крварење се соочуваат, за да може едноставно да се изреагира. Пред да го прашаме Мирсат, само сакав на кусом и остана прашањето до доктор Даниела, дали тоа значи дека жена во таква состојба може нормално и да си роди? Делумно доктор Виолета одговори, нели со терапијата која што треба да ја прими, нормално да си роди, потоа да си има квалитетен живот и таа и детето и апсолутно. Пораката е само да не се како нојот со главата во песок кријат, да се криеме од вистината. Познавањето со каков проблем имаме здравствен, ќе ни и свесноста за тоа. И вас ви олеснува, нив Апсолутно. Така што ќе знаеме со што имаме работа и ќе пристапиме профилактички, превентивно, да не дојде до тешки крварења. За жал, точно е тоа, квалитетот на животот што го начнав, фамилиарно се нарушува. Заради тој фамилиарен модел на многу обилни крварења, тоа е нормално, а не е нормално. Кај нас од народни верувања и пренесувања генерацијски општо земено во делот на медицината, ајде, си страдаме. Мирсат, каков квалитет на живот имаш ти? Дали постојат некои ограничувања во твојот секојдневен живот, секојдневно функционирање? Твојата слика како дете го обкружила светот и веројатно си оној кој што испратил порака, но и ги менувал попат нештата, но еве како студент на медицина, можеш да ни кажеш како е твоето секојдневно функционирање? Па сега моето секојдневно функционирање е подобрено, значи од последната терапија што ја имаме, што ја примаме ние сега моментално, ние по олеснувањето можеме да се движиме слободно, каде и да посакаме, може да се здружиме и со другите дружби, фамилии, да идеме надвор низ светот да се прошетаме. Па се надевам дека и во еднина, не само јас, и другите пациенти кои ќе имаат среќа за да им се подобри животот, да имаат таа што сега јас ја доживувам. Како студент на медицина се залагаш да бидеш оној кој што ќе ја наследи доктор Виолета. Така, се надевам дека така ќе биде. Да, ти споминавме, билите мојот иден колега. На почетокот го споминавте. Добро,
Предпоставувам дека и сега веќе како студент на медицина малку повеќе работите ги спознаваш и во делот на здравствен аспект што може да се подобри, кој дел од секојдневното функционирање здравствено од секаков тип може да се подобри. Едноставно имаш ли некои свои визии, предлози за лицата кои што имаат ваква состојба хемофилија? Па тоа што мислам дека е најдоброто е дека да не се плашат од кога ќе бидат диагностифицирани и дека да имаат надеж дека ќе ја поминат оваа болеста. Значи како што знаеме дека медицината ни унапредува секој ден уште повеќе и повеќе идеме кон подобро. Значи може животот уште полесно. Значи од секојдневно боскање сум дошол на 2 пати на еднаш 2 недели боскање. Значи тоа е голема промена од детството па дури до сега, значи драстично зголемување и поолеснување и административно и имаш значи имаш време повеќе за да се дружиш со другите со секојдневните активности, дури и помал се, значи да се залагаш со некоја работно место, нешто така да. Инаку специфично ни се работните места, значи не смееме нешто многу физичко, нешто така, али јас работам како келнер веќе 6-7 години, така да значи не ми е да нешто многу докажа дека проблем. бариери не постојат. Да. Главно ја подигаме свест. Знаење имате, пракса наназад години. Колку медицинскиот персонал кој што е подкован како можеби никој и со знаење и со искуство, има простор за да ги следи светските протоколи кога е во прашање оваа состојба. Колку имате допир до сите можности кои што ги нуди светот на медицината во делот на унапредување, тука терапијата ќе ја споменеме. Да. Значи, Центарот за хемофилија е координатор на така наречениот мултидисциплинарен тим за хемофилија и за сите останати коагулопатии, односно болести на крварење, каде што е член и колешката Иванова. Значи, сите тие членови каде што членуваат здравствени работници и соработници кои што ги згрижуваат овие лица, значи се одговорни за сите нивни потреби. Тоа значи дека исто така дел од тимот ни е нашиот ортопед, доктор Антонио Гавриловски, ние навистина низ годините, затоа што сме ја следеле сета таа континуирана медицинска едукација, навистина сме постигнале многу, па така нашиот колега е секретар во мускулоскелетниот конзорциум во Светската федерација за хемофилија, како најврвна организација помеѓу лицата со хемофилија и медицинскиот персонал на светско ниво. Понатаму исто така имаме едуцирани физијатри, таа е меѓу првите професорката Димитриевич, Ериета, со целиот тим таму во Заводот за физикална медицина и рехабилитација, значи каде што исто има едуциран персонал кој што е потребен за после оперативните зафати ортопедски да бидат таму рехабилитирани. Потоа исто така постојано воспоставени се врски за третман и на инфективна клиника и на клиниката за гастроентерохепатологија доколку имаат потреба за третман. Секојдневно контактираме исто така со нашите колеги хематолози кои што ги згрижуваат возрастните лица со хемофилија доколку е потребна нивна хоспитализација за за некој потешко крвавење. Исто така до 18-та година сите лица со хемофилија се згрижуваат на детската клиника и таму се колегите од хематолошкото оделение кои што буквално ги третираат како втори мајки, кои што секојдневно исто се поврзани со нив. Затоа што ова гледате дека е болест која што трае низ животот и едноставно ние дали сакаме или не сакаме, исто како и во едно семејство, ние се поврзуваме меѓусебно и исто како во семејство има денови кога нели ќе си замериме затоа што нешто не се почитува од правилата, меѓутоа исто така и ги славиме сите оние
убави настани во животот, така да сме запознаени со се во текот на нивниот живот. Нешто што сакам исто така да споменам е многу важно. Кај нас е многу едноставен преодот од детската возраст во Центарот за хемофилија. Затоа што тие секојдневно кога доаѓаат било за да подигаат терапија од кај нас, за лабораториските контроли, ние од деца ги запознаваме и едноставно им доаѓа природно им доаѓа природно да дојдат кај нас, за разлика од негде во светот, навистина е проблем после каде да си најдат над 18-та година Центар за хемофилија. Така да и тој дел од згрижувањето сме го направиле. Нешто што е поврзано исто со женската популација, што сакам да го споменам, исто така е од оваа година клиниката за гинекологија ги воведува и протоколите за постпартална хеморагија. Дел од лекот кој што е неопходен, тоа се два типа на лекови кои што се неопходни за третирање на оваа состојба и кои што се дел од националниот тендер, а едниот лек практично, едниот концентрат за прв пат се воведува. Така да, еве, и на овој начин уште еднаш сакаме да дадеме поддршка на женската популација, кои што во тој случај не е вродена таа коагулопатија, настанува како стекната состојба, меѓутоа е многу драматична, многу мајки може да го изгубат животот и едноставно на тој начин би се превенирало. Тоа е овозможено и секогаш на овој ден на вистина сакаме да дадеме посебна благодарност како Центар за хемофилија и нашата институција до здравствените авторитети. Значи, ни сите овие години секогаш сме имале поддршка од Министерството за здравство, а првенствено од Фондот за здравствено осигурување, бидејќи треба да се знае на кој начин се обезбедуваат овие исклучително скапи лекови. Значи, по програма од владата, во целост, значи 100%, лицата со било каков тип на коагулопатија ги добиваат овие лекови и значи здравственото нивно осигурување ги покрива и за прв пат оваа година во тендерот добивме можност да воведеме 3 нови лека, што е исклучително важно. Лицата со хемофилија, било каква коагулопатија, нормално секогаш ќе сакаат и ќе се стремат, природно е, и ние како нивни лица кои што сме одговорни за нивното згрижување за најновата терапија, меѓутоа тоа постепено си дозволуваме да си го овозможиме во зависност од средствата кои што се обезбедуваат. Ви благодарам за гостувањето, благодарам што ми бевте гости денеска на овој значаен ден за вас, ама успеавме да испратиме еве на ваков начин порака до сите кои што не гледат, особено до лицата кои што имаат оваа состојба. Ви благодарам. И ние благодариме што ни отстапивте простор во емисијата.